Добивме потврда дека мерките и проектите кои ги реализиравме во областа на сообраќајот и безбедноста на граѓаните минатата година, кои инаку беа изложени на подсмев на социјалните мрежи, што многу често се случува во последно време, вродија со огромен плод. Имено по извршените анализи и сумирање на резултатите за 2020 година, Министерството за внатрешни работи СВР Велес утврди дека во Велес значително е намален бројот на сообраќајни незгоди во кои учесници се пешаци, посебно деца. Сега тие се побезбедни при преминувањето на пешачките премини, како и додека се движат по тротоарите низ градот. Според податоците од СВР Велес, речиси е преполовен бројот на сообраќајни незгоди во кои настрадале пешаци. Во 2020 година имало само 25 вакви несреќи, наспроти 40 што се случиле во 2019 година и 35 што се случиле во 2018 година. Значи, огромна е разликата. Според СВР Велес, оваа позитивна промена се должи на тоа што поставивме опрема пред пешачките премини и метални столпчиња за заштита на тротоарите и на тој начин спречивме непрописно паркирање и брзо возење на критичните точки на главните сообраќајници во градот. Во изминатиот период поставивме столпчиња на над 15 улици во градот, меѓу кои и во централното градско подрачје. Овие мерки се усогласени со планот за одржлива урбана мобилност, во кој безбедноста на пешаците и велосипедистите е на прво место. Очигледно, реализацијата на овој план, кој е прв општински план за одржлива урбана мобилност во државата, дава резултати. Затоа во моментов работиме на решенија за централното градско подрачје, за што дополнително ќе информирам на следната или на една од следните пресконференции. Врз основа на постигнатите успешни резултати, СВР Велес официјално се обрати до нас како општина и не поттикнува да продолжиме со поставување на столпчиња и на улиците Љубљанска, од пекара Ќоше кон училиштето Блаже Конески, од двете страни на улицата Лазо Осмаков и на улицата 8 септември од левата страна на тротоарот наспроти паркинг просторот под градскиот сад. Сакам да кажам дека ние ќе продолжиме со овие мерки со кои докажано ја зајакнуваме безбедноста на граѓаните учесници во сообраќајот, особено на пешаците. Ќе ги издржиме критиките од нашите несовесни сограѓанки и сограѓани, затоа што времето потврдува дека сме биле во право.